Многу брзо ќе ги отвориме поглавијата со Европската унија и мора да се впуштиме во бескрупулозна борба со корупцијата, изјави денеска во собранието председателот Стево Пендаровски, кој се обрати на пленарната сесија на Националната конвенција за Европската унија. Пендаровски рече дека на земјата е потребен амбиент во кој политичарите нема да представуваат посебна категорија на луѓе за кои нема да важат законите и дека е потребно системско справување со корупцијата. Неколку пати зборував во врска со актуелниот случај Рекет. Сега сакам да повторам. Оваа афера е круцијален тест за системот на правната држава и затоа треба да се реши темелно до крај. При тоа не заради Европа, туку пред се заради нас. Не смееме да толерираме евентуални странични влијанија од било која страна и да доаѓаат. Осврнувајќи се на состојбата со самостојувањето на земјата до денес, тој потенцираше дека има многу малку пресуди за случаи за висока корупција и изречени соодветни санкции. А сите знаеме дека такви злоупотреби имало многу. Овој факт, за жал, говори за тоа дека високиот криминал и корупцијата кај нас долги години биле прикривани и наместо жестока реакција на правната држава, ние сме етаблирале култура на неказнување. Осврнувајќи се на изгледите на октомврискиот самит на Европскиот совет земјава да добија датум за старт на пристапните преговори, европратеникот Едвард Кукан изјави дека очекува дека и за 3 недели Советот на Европската унија ќе усвои одлуката за добивање на датум. Тој рече дека многу важни европски политичари претходно изјавија дека се оптимисти од државата ќе добие датум во октомври. When Donald Tusk visited your country recently, he was very sharp and very clear, saying that your country has done everything what was expected from EU to start the accession negotiations. Very clear language. Mr. Tusk is a very responsible, serious politician. If he said that, I believe he meant it. Во говорот пред третата секција на Националната конвенција за Европската унија во собранието, меѓутоа Кукан порача да не се слави со добивањето на датум за преговори, бидејќи работата не е завршена, туку со таа одлука почнува тежок и макотрпен процес. Don't celebrate when you get the good news. Be dignified and come up with publishing of the concrete project. How are you going to continue implementation of the reforms? Изјави Кукан, кој во јули годинава по 10 години поминати во Европскиот парламент, ја напушта европратеничката функција.